И сега е веќе време за нашиот втор денешен гостина, тоа е Виктор Мирчевски од Конект. Добро му утро. Виктор, добро ни дојдовте. Мислам дека се конектиравме. Мислам дека публиката те памети и многу добро те запамети од кампањата Денови на донирање. Кога беше наш редовен гостин и ние редовно ве пратевме. Тогаш бевме обратно. Јас бев таму, ти беше тука со него. Повеќе пати имаме говорено на таа тема. Во секој случај Виктор е еден од оние луѓе кои што прави промени, така, и го буди хуманото во нас, најдобрата наша страна на некој. И ги терам другите да го прават. Така, да им покажеш дека е добро да си добар, така? Да. Така што ќе имате убав разговор. Да, Искра, благодарам. Како што кажавме, ќе се конектираме и ние заедно со гледачите. Виктор, добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов и се надевам дека со овој разговор ќе воведам и малце ведри теми во утринската. Секако дека да, мора да опаќаме ние секакви теми од многу разни области, каде што евеа и вашата. Она што ќе се случува, а тоа е 6-тиот донаторски кружок во Скопје. Ајде малку ќе појасниме за донаторскиот кружок. Да, донаторските кружоци се места каде што луѓето си донираат и се една заедница, едно друштво што паметно донира. Коник како организација се занимава со филантропија и општествена одговорност и важно ни е донирањето да стане дел од секојдневието. Луѓето да си го препознаваат како еден момент на среќа и последните истражувања покажуваат дека има конкретна поврзаност помеѓу среќата и донирањето. Ако сакате да си го направите денот поубав, дадете една донација и најверојатно ќе се разбуди некое чувство на солидарност, на емпатија и на нешто позитивно. Да, сте помогнале на некој, на било каков и начин да е, нели? Кога подаваме рака, јас барем истото чувство го имам, многу повеќе се радувам кога подарувам, отколку кога ми подаруваа, затоа што знам дека ќе внесам радост кај некој. И како што велат, нели, па понекогаш и навистина е така и јас се согласувам, малите нешта дека го чинат животот. Меѓутоа, оние поголемите можат и поголеми нешта да прават и да дадат. И токму тоа е донаторскиот кружок да се окрупни тоа влијание. Значи, станува збор за 100 до 150 луѓе кои донираат во живо на настан, краудфандинг во живо, се надаваат донациите, се собираат и така имаат поголем ефект. Се представуваат 3 здруженија кои што се многу внимателно одбрани и подготвени 6 минути да раскажат, нели, што ќе направат со донациите и целима по 100.000 денари за секоја од организациите да прибериме за тие да направат во наредниот период добри дела, а ние ги известуваме донаторите за секој чекор и постигнувања. Така, ние сме добри луѓе. Така е, сме како зедница и како земја. Од вашето искуство до сега со како дека ова е веќе 6-ти донаторски кружок. 6-ти е во Скопје, направивме и 3 надвор од Скопје. Од тие е многу важно да се поттикнати малите здруженија, иницијативите што почнуваат. До сега 24 здруженија се поддржани, собрани се околу 58.000 евра, што за, како да кажам, за донација од луѓе, навистина е значајна бројка, а и тоа секогаш се покажува на дело кај нас. 50% од граѓаните и од бизнисите во текот на годината во Македонија донираат. Тоа е одличен потенцијал. Само ние гледаме да го насочуваме. Апсолутно. Без разлика кога знаеме никогаш така да си се подрасправаме за многу други работи, кога е хуманоста во прашање, еднакви сме, мора да признаеме. И си подаваме рака, барем јас тоа така си го чувствувам и сакам да е така, да нема препреки, кога барем во прашање, нели, она што треба да биде најдоброто во нас, човечкото што го носиме, тоа е емпатијата, љубовта едни кон други, почита и така натаму. Ајде малку повеќе. Јас би сакала сигурно дека и во претходните емисии на вашето гостување сме појасниле, но зошто да не подсетиме, затоа што сепак некој слушнал, некој не. Како се оформи токму ова ваше здружение? Која беше иницијативата, чија беше идејата и функционираме еве од тогаш до ден денес, како се развивавте малку нешто повеќе? Така, Конект уште од 2008-та далечната. Јас веќе сум 13 на години во организацијата и
и на вистина сме потребни како мост помеѓу различни сектори. Ние ги поврзуваме бизнисите со граѓанските организации, со граѓаните, со институциите, оти само заеднички може да направиме некоја вистинска промена. Ако секој во својот круг се движи, нема начин за сето тој... Ако нема конекција. Така, ако нема конекција, не правиме ништо. Донаторските кружоци се познати низ светот, тие се проверена методологија и возможуваат таква една инфраструктура за филантропија, стручно наречено, или можности за луѓето малку пообмислено и постратешки да донираат. Ние велиме паметно донирање. Тоа значи дека донациите си ги планираме. Не реагираме само на директно барање, тоа секако ќе се случи, секако ќе го направиме, но размислуваме кои теми сакаме да ги опфатиме, што ние како луѓе можеме да понудиме. И донирањето не се само пари. Некогаш значи поддршка, некогаш значи волонтирање, некогаш значи стручен совет, поврзување на едно со друго, се тоа начини на кои што ние можеме како поединци на вистина да имаме големо влијание. Да помогнеме. И ние можеме да бидеме дел од Конект исто така, ако сакаме. Апсолутно, од кружокот особено. На каков начин можеме тоа да го сториме? Ајде да го појасниме и тој дел малку. На кружокот доаѓаат обични луѓе, не е тоа друштво на богати кои што донираат. И не е битно дали донацијата е голема и мала, затоа што ги собираме заеднички. Ние одбираме 3 организации, тие се проверени и донираме во неколку рунди. Тоа се прави на еден забавен начин, со шоу. Гледаме и фотографии како сето тоа функционира кај вас. Како што само што спомена забавен и делува така, од забавен карактер, како се реализира сето тоа и како можеме и ние да бидеме дел од ова донаторскиот кружок. Така, повелете утре од 18:30 часот на плоштадот Македонија во зградата на Македонски Телеком. На едно шоу што ќе го води вашиот колега Огнен Јаневски. Ајде го поздравиме. Да го поздравиме, ќе направи големо шоу и во неколку рунди ќе ги надаваме донациите и на тој начин се надевам дека и овој пат ќе ја достигнеме и надмашиме целта од 100.000 за секоја организација. На луѓе, секогаш е посетено вака? 100 до 150 луѓе, еве до сега околу 677 донатори имало по донаторските кружоци. И многу е добро што луѓето си доаѓаат веќе редовно и си знаат дека од прилика обаврез имаат навика, а 1/3 секогаш ни се нови, што исто така одлично, затоа што таа заедница на луѓе расте. Така. Драго ми е ова што го слушам и гледам дека и дечиња исто така има. Луѓето доаѓаат семејно. Многу е убаво за семејствата. Ние сме и доделувале и награди на семејствата што се посветени на тоа. Филантропија се учи од мали нозе и за децата е еден особено интересен настан. Ние доделуваме донаторски ваучери за нив, за тие исто така да креваат палки, да си донираат, да си ја почувствуваат таа радост на донирањето. Гледаме и некои награди исто така доделувате, признања. Вообичаено ова беше од јубилејниот 5-тиот кружок и се заблагодарувавме на оние што навистина низ годините беа со нас и не поддржуваа. Одлично. Ајде сега уште еднаш ќе се навратиме на она што како што кажавме ќе се случува во текот на утрешниот ден, како што споменавме. Околу организацијата, како сето тоа го осмисливте за оваа година или поточно за 6-тиот донаторски кружок во Скопје, кој што треба да се одржи нешто повеќе околу тоа. Споменавме дека и Огнен ќе биде таму, Она што е можно интересно и ќе потенцирам уште еднаш, можеме со дечињата да си дојдеме. Можете да си дојдете со кого и да имаат навика за емпатија, за љубов, за донирање. Има 3 организации за кои што ќе донираме и накратко сакам да се осврнам на нивните иницијативи. Првото е Сдруженијето на лица со дијабет од Охрид, кои што сакаат да им помогнеме да влезат во училишните заедници. Детството со дијабет е навистина тешка приказна, а во локалните заедници за жал се уште постојат и табу теми и предрасуди на оваа тема во Скопје. Не е случај, но за жал тоа се случува и самите наставници во тие заедници не знаат што да прават доколку детенцето му се слоши и така натаму. Затоа сакаме во училниците во Охрид да ставиме и кутии за
итна помош за да можат и дечињата да бидат обслужени во овој случај, а и сите да учат за здрави животни навики за да превенираат оваа состојба. Одлична идеја и секако помош за овие дечиња кои што јас сега во овој момент морам да признам дека сум малку непријатно изненадена дека со дијабет дечиња имаат проблематики во училиштата, а не во Скопје како што споменавме, но низ Македонија, и жалам што е тоа така, затоа што сепак не е некој начин на кој што не може да им се помогне. Да, и ете убава можност сите да се најдеме во нивна поддршка. Второто здружение е на патот до бебе преку инвитро. Значи, тоа е поново здружение кое што веќе има 70 на членови кои што сакаат да бидат итни родители. А биолошкото подпомагање на овој процес не е едноставно, не е лесно, изискува трпение. Освен медицинскиот третман, подразбира и потреба од психолошка поддршка и во овој случај донираме за бебињата кои што се уште се желба на родителите. Јас посакувам на сите искрена да бидам кои што си сакаат дечиња, да ете на медицината напреднува и на ваков начин, било каков да се дојдат до нас. Така е, бројките се фрапантни во последните 10 години. Бројката на бебиња новороденчиња во Македонија намалена за еден цел град. Така што мора да размислуваме на таа тема и луѓето што навистина имаат желба да се поттикнат да се истрени во тој процес и да им се оствари желбата. Од тоа што сега ќе продолжиме со разговорот, но од видеава колку има смеење, насмевки, дружба, убава комуникација едни со други без разлика, како што можам да забележам на возраста, а познавајќи го Огнен како мој колега, можам да замислам. И помеѓу самите луѓе, знаете, ние каков начин на хумор тој си има свој печат. Ете го. Веќе толку се познаваме што и меѓу себе си даваме некои шеги, предизвици, кажуваме ако собереме толку и толку, јас ќе дадам толку, некој ќе отпее песна за донација. Што се не се случува во тој спонтан процес? Да, тоа е многу убаво од ваша страна и така треба да биде и да позитивната енергија, со еден збор кажано, кога владее, нема тука никакви грешки да се случат и да се случат и воопшто не се ни забележуваат. Кога се сите насмијани, ведри, вака расположени и драго ми еве тука сте собрале 1 милион Да, тоа беше исклучително исклучено, милионерскиот кружок, така си го нарекувам. Меѓутоа тука нема да ги заборавиме за жал и она што се случи во дискотеката Пулс во Кочани за загубените животи, за оние кои преживеа. Меѓутоа вие тука исто така имате донации и идеја како да се помогне на оние на кои што исто има потребна помошта во овој момент. Да, ќе доделиме грант на таа тема, само претходно да го спомнам и третото здружение. ХОПС, кои што се занимаваат, единствени што се занимаваат со младите што експериментираат со дрогија. Според нивните истражувања, тоа ни се 70% од младината. Ќе донираме за младинска програма, која што ќе овозможи ХОПС да бидат нивните први другари и другарки во дискотеките, во местата, во парковите и фестивалите и да ги едуцираат малку повеќе како да се заштитат од возможни ризици, затоа што во такви случаи се лажат и докторите, се лажат и родителите. Со информација можеме да се бориме дури да превенираме срцев удар или да заштитиме живот на тинејџер. Точно, кога се случи несреќата во Пулс, ние секако се отворивме да прибираме донации преку донаторскиот фонд на Конект и тоа се одвиваше на opop.mk, нашата краудфандинг платформа. Се собра околу 300.300 денари и на утрешниот кружок ќе доделиме грант на Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип, која што управува со младинските центри во Кочани и во Штип. Нашата цел е долгорочно да се работи со младите, да им се дадат можности за различни активности и за надминување на траумата, но и за полека враќање на еден нормален младеншки живот. Па да, животот на оние кои што си остана и преживеа, фала на Бога, што сепак се соочуваат со здравствени проблеми, животот мора да продолжи понатаму.
натаму. И да се најдеме, да помогнеме на помагателите. Од и наставниците, родителите, семејствата, се тие што се поддршка и што исто така не поминуваат низ едноставен период. И многу е важно да им се подаде. И тоа е многу убаво пак и од ваша страна што сте помислиле токму и на нив, затоа што и тие се сочуваат со оние чувства кои што ние можеме само да предпоставиме од она како емпатични луѓе и полни со сочувство кон нив, меѓутоа тежок е тој период да се надмине, верувам. Меѓутоа како велате, времето лечи се, да, можеби ќе излекува, меѓутоа раните остануваат и болката останува и сеќавањата остануваат. И после оваа трагедија мораме подолгорочно и да не заборавиме. Да се продолжи, да се донира, да се поддржува, да се пилотираат модели, да се наоѓаат речења, да не застануваме и да не ни излечи времето, затоа што тоа нема да се случи. Како што кажав, можеби некој тоа го вели, меѓутоа тешки се тие периоди, траумите, нека и некои луѓе, без разлика и дали е овој случај или било кој друг, некогаш се појавуваат за жал и во поодминати години, ако сме доживеале некоја траума од помала возраст и така натаму. Така да тоа индивидуално е кај сите на каков начин сето тоа ќе се преброди, меѓутоа убаво што постоите. Секоја чест за вас и за вашите активности кои што ги имате во ова Здружение Конект, каде што на секаков можен начин допирате до луѓето на оние на кои што најмногу им е потребна помошта и како што кажавме, не е донацијата само со парични средства, туку можеме да донираме и на многу поинаков начин. Ајде малку за овој поинаков начин да позборуваме. Па еден модел е волонтирањето. Сите ние си имаме собствена стручност во професии, тие може да ги ставиме во функција на помош на други. Особено ако зборуваме за здруженијата, имаме ние многу мали здруженија кои што еден совет и поддршка многу ќе им го отвори патот и донаторскиот кружок и тоа го покажува. Ние имаме група на волонтери со слична професија како вашата што ги менторираат за тој прв јавен настап. И тоа им овозможува да подобро комуницираат за својата работа, а тоа на долгорок ќе доведе и до повеќе донации за нив. Затоа што знаат да се испрезентираат, знаат да покажат која е нивната вистинска вредност и гледате колку малку, значи тоа се 3-4 часа волонтирање, ќе дадат на долгорок голем ефект и сите на тој начин треба да размислуваме. Одлично кажано за крај, да. Колку малку е потребно за да се дојде до еден голем ефект. И само да споменеме, утре ќе се одржи 6-тиот. Утре во четврток, 12 јуни, 6-ти донаторски кружок. Чекаме од 18:30 часот на плоштадот Македонија во Македонски Телеком. Добре дојдени сме сите. Апсолутно. Виктор, благодарам за гостувањето во нашата утринска програма и што имавме можност да најавиме токму нешто вакво убаво. Благодарам што секогаш сте поддршка. И ќе бидеме, да.